При процесот за избор на државен јавен обвинител направени се пропусти, констатираше Дарко Аврамовски од коалицијата Сите за правечно судење во интервју за РСЕ. Според Аврамовски требало Советот на јавни обвинители да ги покани кандидатите на седница на која што даваше мислење за нив, со цел простор да ја представат програмата и јавноста да ги запознае. Но Советот избегнал одговорност и дал отворена карта на владата. Аврамовски потенцира дека владата не е стручен орган кој може да ги цени капацитетите на кандидатите. Од друга страна, доколку владата предложила повеќе од кандидатите за собранието, можеби собранието ќе се решило на чекор кон организирање јавна расправа. Тој тврди дека новоизбраниот државен јавен обвинител Ненад Савевски има тешка работа, а предизвиците со кои што ќе се соочи се скоро истите предизвици со кои што се соочуваа и претходните обвинители. Ниската доверба во системот, немањето на соодветни ресурси, кадровската неекипираност на обвинителството, што со обвинители, што со истражители, што со друг административен и помошен кадар. Оние закони од пакетот на реформската агенда кои треба да бидат усвоени, на кои обвинителството треба да се прилагоди, така што има активните случаи кои траат, случаите на специјалното јавно обвинителство, други високо профилирани случаи, проблеми со координација со менаџмент и слично, така што му предстои тешка работа на новиот обвинител, најблаго кажано, и сосема е очекувано дека ќе се соочи веројатно со нови проблеми кои допрва ќе настанат во работата. Во четвртокот Ненад Савевски даде свечена изјава во собранието. За медиумите изјави дека ќе работи според уставот и законите, а главен приоритет ќе му биде дигитализацијата и модернизацијата на јавното обвинителство, како и предметите за кои јавноста очекува разврска. Савевски рече дека јавноста има право да има очекувања и да го коментира постапувањето на обвинителството и јавните обвинители. Секој предмет има еднакво значење. Нема да правам приоритети на предмети, се знае само кога има законски основ кои предмети имаат приоритет. Селекција не се прави на тој начин, ниту од кого би бил повикан како да постапам, напротив, има законски регулативи врз основа на кои што секој јавен обвинител постапува. Тие важат и вчера, и денес, и утре, и во иднина. Савевски беше избран со 66 гласа за и 2 против, 8 воздржани. Во собранието тој посочи дека очекувал и поголема поддршка и од опозицијските пратеници, но нагласи дека интересите на политичките партии нема да бидат во доменот на неговиот интерес. Во трката за републичкото обвинителство се боре обвинителките Анита Тополова Исајловска, Ленче Ристовска, Лидија Рејчевиќ, поранешниот претседател на Кривичниот суд Владимир Панчевски и судијата Ненад Савевски од Скопскиот кривичен суд.